Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Предлог буџетот кој денес влегува во собраниска процедура е континуитет на одговорните домаќински политики на владата предводена од СДСМ. Со него е предвидена уште посилна поддршка на здравствениот систем и уште поголема помош на домашната македонска економија. Вкупните приходи на буџетот за 2021 година се планирани на ниво од 212,6 милиарди денари, што е за 8,3% повеќе во однос на вториот ребаланс за 2020 година. Расходите се планирани на ниво од 247,5 милиарди денари, што е за 2,1% пониско во однос на вториот ребаланс. Во однос на распределбата на буџетот по функционални области, за економски работи планирани се 70,2 милиарди денари, за социјална заштита 90,28 милиарди, а за здравство 40,8 милиарди денари. Со вака структурираниот буџет, владата предводена од СДСМ праќа сериозна порака дека помошта за економијата, помошта за спас на работните места, поддршката на најранливите категории, но и поддршката за јавното здравство продолжуваат уште повеќе и во следната 2021 година. Затоа, предлог буџетот за 2021 година пред себе има три клучни цели: да обезбеди поддршка и унапредување на здравствениот сектор, пред се за заштита на здравјето на сите граѓани, да го поддржи економското заздравување, односно да се помогнат сите оние микро, мали, средни и големи компании кои имаат потреба од помош во справување со последиците од пандемијата. И трето, да се одржат и унапредат основните функции на државата и да возможиме ефикасно спроведување на потребните реформи. Со буџетот за 2021 година обезбедуваме одржливост, но и можности за побрзо надминување на негативните последици од коронавирусот. Затоа е важно сите пратеници низ отворена, инклузивна и транспарентна дебата овде во собранието да дадат поддршка и буџетот за 2021 година да биде изгласан. Тоа е важно за економијата, важно е за здравството, важно е за сите граѓани. Благодарам, повелете прашање.